Здраво на сите и добре дојдовте на нова рецензија на книга. Со тоа што во ова видео нема да зборувам само за еден роман, туку ќе зборувам за два романи, меѓутоа од ист писател, а тоа е иранско-холандскиот писател Кадер Абдолах. Кадер Абдолах е иранец, меѓутоа веќе некои си, ако не се лажам, 25-30 години живее во Холандија и таму твори, пишува на холандски јазик. Тој беше во Скопје во склоп на фестивалот, книжевниот фестивал за европска литература Букстар во организација на Антолог, меѓутоа јас не бев на тој настан и после на Facebook видов доста фини реакции, доста добри коментари во однос на неговите два романи што ги има на македонски. Ме заинтересира и решив да ги прочитам. Тоа се романите Бележникот на татко ми, кој што тој на холандски го има прво објавено пред 20 години, мислам. И другиот роман е Куќата на џамијата. Исто така и двете книги се објавени кај нас од издавачката куќа Антолог, со тоа што овој е во превод од холандски на Ели Пујовска, издаден е во 2019 година, Куќата на џамијата, а Бележникот на татко ми мислам дека е нешто претходно издаден, превод Елизавета Божиновска во 2018 година. Значи овие две ги има од него на македонски, за нив на кратко ќе зборувам. Значи иако не сум голем фан, морам да признам, на вакви наслови, Куќата на џамијата, не знам, Султанот и Робинката, зашто ме потсеќаат на некоја ефтина литература, може тоа моја предрасуда, насловот не мора ништо да значи. Меѓутоа, поради тие добри критики, решив да ги прочитам овие два романи. И исто друга причина е што верувам во широко читање. И што сакам да кажам со широко читање? Широко меѓукултурно читање, во смисла на читање на литературата од разни култури и од разни земји. Да речеме, во овој случај станува збор за, иако тој живее во Холандија, сепак може да зборуваме и за иранска култура. Меѓутоа исто така верувам во дека како читатели треба да читаме и меѓу жанрови, да не се ограничуваме само на, не знам, некои крими, трилери, или само на класици, или само на драми, или само на не знам, современи романи, или само на еден жанр. Мислам дека треба да читаме или на фантазија или sci-fi, мислам дека треба да читаме, веќе кога зборуваме за фикција, треба да читаме од се по нешто. Тоа мислам дека тоа уште повеќе не збогатува, а во однос на меѓукултурното читање или на читањето на литературата на разни писатели со разна позадина и разна култура, мислам дека тоа уште повеќе не збогатува и ни дава поцелосна слика за светот и различните култури. Мислам дека добро би направиле кога би читале книги, романи од писатели од разни култури. Да кажам нешто за овие книги. Прво ја читав, иако ова му е подоцна издадена, прво ја читав Куќата на џамијата. И ова е действието на овој роман се случува во еден ирански град Сенеџан и не знаев дека постои такво нешто, меѓутоа се работи за една џамија и во склоп на џамијата, или знам дека тоа се нарекува теќе, значи таму има една куќа, значи со поголема куќа во која што живеат 2-3 семејства и таму живее имамот на таа џамија, кој што ту служи во таа џамија со неговото семејство. Меѓутоа исто така таму живее и управителот на таа џамија, кој што е познат продавач на изработувач на персиски килими, кој што е многу ценет и ја држи чаршијата во тој град, а тоа е Ага Џан и неговата жена Фагри. И тој живее таму, значи го одржува редот, се грижи, тој е почитуван во тоа градче, има голем углед. И едноставно приказната ја следи, тргнува од таа куќа и едноставно во рокот, не знам колку време, не знам, во рокот 2 децении, да речеме 2-3 децении, ја следи историјата на тоа семејство, на тие семејства што живеат. Го гледаме имамот, кој што после тоа е наследен од еден друг имам по име Галгал, кој што имамот што служи во таа џамија ќе умре и ќе дојде еден млад имам од градот Ком, кој што е центар на исламот во каде што се е исламското образование за имами. Тој доаѓа таму, ќе ја земе ќерката на поранешниот имам за жена и тој ќе почне да служи таму, меѓутоа тој почна да станува радикален и на крај ќе мора да побегне од таму. И едноставно тој на крај ќе биде соработник и многу близок соработник на Хомеини. Оно што ми се допадна во романот е комбинацијата од
интимниот живот на семејството и внатрешните односи во семејството и случувања, значи интимниот живот на куќата и како надворешните промени во Иран во тоа време, а има големи промени, влијаат на семејството и како со текот на времето таа надворешна промена се отсликува и ја гледаме како се случува и во семејството и во таа куќа на џамијата. Гледаме незадоволството на муслиманите или на добар дел на муслиманите предводени од имамите кои што спремаат револуција против шахот, иранскиот шах Реза, кој што е инсталиран од Америка и го гледаме баш на историски, има убави историски моменти каде што го гледаме Хомеини како ја организира револуцијата од Ирак и потоа пребегнувајќи во Париз, доаѓањето на власт, доаѓањето преку сила, преку оружје, почнување на војната со Ирак и сите тие превирања гледаме една тензија меѓу ја сваќаме всушност дека јас кога растев кога бев дете, не знам, дете и тинејџер, тоа беше војната меѓу Ирак и Иран беше the thing и јас растев со тоа име Хомеини и сум љубопитен за историјата и беше ова еден убав опис на колку всушност посложена била ситуацијата во Иран во тоа време, колку има повеќе фактори и повеќе страни. Од една страна ги имаме и да не ги наречеме исламистите или имамите кои што ја се против шахот и ја креваат таа револуција, го имаме Хомеини на нив начело, го имаме шахот и неговите приврзаници, и од друга страна ги имаме левичарските партии кои што му сметаат, кои што проруски ориентирани, кои што му сметаат на Хомеини и тој силно ќе згази, ќе проба да ги згази и да ги уништи. И го гледа сите тие комплексни односи политички, гледаме како тоа влија и се рефлектира и во семејството, каде што некои членови од семејството ќе заземат една страна, во тој конфликт некои членови од друга страна. Главен лик и веројатно омилен лик на сите ќе биде Ага Џан, кој што е управителот на куќата и го следиме него, едноставно читателот се приврзува со него и го следиме него како што од позиција на голем углед и почит што се ќе мора да помине и какви страдања ќе помине токму поради надворешните превирања и промени околу него врз кои што тој нема никаква контрола. И едноставно и оваа книга ќе ни даде многу подобро разбирање на исламот, дека и во исламот е покомплицирано и посложено, дека има мирољубиви луѓе, имаме луѓе кои што сметале, па и Хомеини бил таков, дека со сила треба да се владее и да се воведе некаков си Божи закон. Од друга страна ги имаме левичарите кои што биле против шахот, меѓутоа се и против Хомеини и всушност таа комплексност ти можеме малку подобро да ја разбереме. Значи, има неколку, единствена мана и моја забелешка за Кадер Абдулах е што некојаш многу важни моменти ги поминува со многу на важни моменти и поголеми периоди ги поминува со пократки параграфи и на брзина како да ги објаснува. Меѓутоа, тоа е, мислам, даунсайд, малце, можеби не ми се допадна, меѓутоа како целосно книгата мислам дека беше добро искуство, имаше неколку добри топли моменти, топли убави описи, поготоа кога Ага Џан ќе бара и трогателни описи кои ќе бара гроб каде што ќе го погреба својот син, меѓутоа луѓето во толков страф и таа политичка клима толку ги менува што едноставно ќе бидат во страф и нема да сакаат да му помогнат и тој поминува низ многу страдања поради тоа. Како и да е, ви го препорачувам романот, мене ми се допадна, беше убаво и поучен, иако поучен звучи многу како клише, поучен роман, многу ќе научите, сепак е информативен романот, а сепак има убава нарацијата и го следи семејството и има топлина и присност во целата приказна. Другиот роман што го читав и Кадер Абдулах во едно интервју за македонски медиум вели многу луѓе повеќе го сакаат мојот роман Куќата на џамијата и е попопуларен, меѓутоа мене ми е подраг Бележникот на татко ми. Иако за Куќата на џамијата тој вели дека 90% од овие настани се вистините и тој ги познава луѓето за кои што пишува. Сега Бележникот на татко ми
исто се случува и во Холандија и во Иран, меѓутоа има малце поинаков тон и малце и размислав не можам да одлучам кој роман повеќе ми се допаѓа. Би рекол дека Бележникот на татко ми е поинтимен и на еден многу убав начин ја доловува, ја опишува врската меѓу еден глуванем човек по име Ага Акбар и неговиот син Ишмаел. Значи има поделено на три романи, на три дела е поделен овој роман. Во првиот имаме наратор во трето лице кој што зборува и го опишува животот на глувонемиот Ага Акбар уште како дете, се раѓа како вомбрачно дете. И има еден војко, Казем Кан, кој што едноставно ќе го види детето дека е креативно и ќе го однесе во една пештера, позната пештера во Иран, во близина на нивното село, каде што има во каменот има изрезбано и клесано некој стар декрет од еден од првите персиски цареви на клинесто писмо и тој ќе почне да го препишува и едноставно ќе го научи клинестото писмо и во својен бележник постојано ќе си ги забележува своите мисли на тој негов јазик всушност. Оно што е интересно што значи Ага Акбар си ги запишува неговите мисли, го даваме како расте, како живее во неговото село и како ќе едноставно ќе стане голем мајстор за поправање на персиски килими, како ќе се ожени и ќе добие дете, едно од неговите деца е Ишмаел. Во вториот дел го гледаме всушност нараторот е Ишмаел кој што раскажува од Холандија и од оди неизменично меѓу раскажува за неговиот живот во Холандија и сеќавањата на неговиот татко и како пробува да го дешифрира всушност бележникот, неговите мислите на неговиот татко. Едноставно зборува за своето растење, за го опишува татко му, ни што поминувал татко му, исто така кога Ишмаел ќе се пресели во Техеран да студира на факултет, опишувајќи го неговото семејство. И на крајот последниот дел повторно имаме наратор кој што раскажува во трето лице и ја завршува приказната. Оно што многу ми се допадна во оваа приказна, исто така имаме и особено во вториот дел имаме сите тие превирања и случувања во Иран, тие политички случувања, меѓутоа во оваа книга исламот и Хомеини и сите тие превирања се во втор план. Во прв план ги имаме, тука се присутни, меѓутоа во прв план е односот меѓу Ага Акбар и Ишмаел. Навистина ми се допадна таа пожртвуваноста и на Ишмаел кој што природно си предпоставил дека тој треба да биде едноставно продолжение на неговиот татко, едноставно да биде негова уста и да се грижи за него. И го гледаме тој однос прекрасно опишан, еден интимен однос, еден татко кој што е глуванем, кој што сепак за многу работи можеби не е информиран или не е свесен за разлика од неговиот син кој што студира и така натамо. Меѓутоа сепак ја гледаме неговата пожртвуваност за неговите деца, ја гледаме неговата тврдоглавост на моменти, ја гледаме неговата чистота и наивност, обидувајќи се да обезбеди за неговите деца и да го прави најдобро тоа што знае да го прави. Мислам дека подоцна во романот гледаме дека Ишмаел, синот на овој човек Ага Акбар, ќе мора да бега од Иран, ќе пребегне во Германија, подоцна и во Холандија, всушност многу автобиографски моменти, многу всушност на самиот Кадер Абдулах. Ова дефинитивно беше по-интимна, по-топла книга, по-топла приказна. Мислам дека ќе ви се допадне, ви ја препорачувам. Не знам по кој редослед да ги читате, мислам дека нема да сгрешите по било кој редослед да ги читате. Кадер Абдулах вели дека ова му е нему по драга приказна бележникот на татко ми. Значи, двете мислам дека ќе го прошират вашето разбирање на иранската култура, на персиските килими, на конфликтите во Иран, меѓутоа низ призма на семејни животни приказни кои што мислам дека убаво ќе ги доживеете. Така што ако сте ги читале книгиве, слободно искоментирајте, кажете која повеќе ви се допадна и зошто. А ако не сте ги читале, мислам дека нема да сгрешите. Препорачувам книгиве, сватив дека во последно време тоа што го препорачував беа малку потешки романи. Ова се дефинитивно полесни четива, меѓутоа се убави четива. Ви ги препорачувам, претплатете се на мојот канал на YouTube, следете ме на Facebook како читачот и читајте ова лето убави книги. Се гледаме со нова рецензија. Поздрав!